Дупките, нерамнините и набраниот асфалт ги красат автопатиштата во земјава, но тоа не ги спречува надлежните да наплаќаат патари. Во Македонија има околу 300 километри автопатишта. Сегашната владеачка структура пред да дојде на власт во 2016-та најавуваше дека ќе изградат 600 километри патишта. Но изградбата на нови автопати тапка во место, а споро оди и реконструкцијата на постојните. Најчеста причина е што пропаѓаат тендери и се губи време додека да се најде изведувач што ќе гради или што ќе крпи дупки. Автопатот Пријателство од Скопје до Грција по се изгледа не е многу пријателски настроен кон возачите. Дупки на патот, нерамнини и патарини на секој чекор. За околу 150 километри до грчката граница имате 5 патарини за кои во еден правец ќе треба да платите 360 денари. Но само што ќе ја поминете патарината кај Петровец, патот се доградува. И така веќе 2 години. Иако работите требаше да завршат пред 1 година. Најлоша е делницата кај Неготино. Таму се вози 80 км на час и има знак за нерамен коловоз. Патот треба наскоро да се санира. Од Демир Капија до Неготино да се направи тој дел, значи да нема дупки, да е подобар. И тука пред Скопје, значи да се прави, тоа ќе се направи. Батерините скапи се. За овие пари, значи треба да има добри автопатишта. Јове Ѓоргиевски е професионален возач на камион веќе 30 години. Дел од кариерата ја поминал и на патиштата во странство. Нашите се многу полоши, а како резултат на тоа се оштетува возилото, вели тој. Страда доста злобови, спони, значи имаме огромни дупки, например, да речеме на овој автопат овдека, еве го на неколку километра тука подоле, може да се забележи ако се доаѓале, има доста дупки. Да не зборам и за понатака. Спојовите на мостовите се исто. Може некош и гума да пукне тоа. Со патишта и не може да достигнеш на свој резултат. Например, сега кога треба да ги да стасам за 2,5 сата, мора да поспоро да возите, кога продолжуваш работното време на 3,5 сата. После Велешката патарина, Благица Тодоровска продава гевречиња. На лошиот пат се жалат и муштериите што застануваат, вели таа. Автопатов е катастрофа, се наплаќа патарина, така да не знам што да кажам, стварно е катастрофа. Слична е состојбата и со останатите автопати во земјава, барем тие што се изградени, а автопатот Кичево-Охрид, што се гради речиси цела деценија, не му се гледа ни крајот. Автопатот од Скопје до Штип е најнов, но и тука има проблеми. Постојано има свлечишта, па често една лента од автопатот е затворена. Од неодамна на оваа делница има 2 патарини, па со Скопската тоа се вкупно 3. Патот од Скопје за Штип ќе ве чини 160 денари за околу 47 километри. Дупки не недостасуваат ниту на патот кој води кон главниот град, а само што сте платиле патарина. Власта за следната година очекува прогрес на терен, зашто ќе издвоеле пари како никогаш досега. В година треба да почнат работите за Тетово и Гостивар да заличи на вистински автопат, да се почне Гостивар Кичево и автопатот од Струга до албанска граница. Се најавува и тендер за втората делница од автопатот од Скопје до границата со Косово. До крајот на 2024-та треба да биде завршен и автопатот од Кичево до Охрид. Тој почна да се гради во 2014 година.